Здраво на сите и добродојдовте во уште една епизода од подкастот. Денес сме тука со координаторот на млади на Црвен крст Струга, Моника. Здраво, како си денес? Здраво, добро сум, како си? Јас сум одлично. Што ќе ни кажеш нешто за почеток да ги запознаеме гледачите? Која си? Која е твојата функција во Црвен крст? Најпрво сакам да ви кажам благодарам што сум дел од овој подкаст и наистина ми се задоволство сум тука со вас денеска. Јас сум Моника Мечкаровска, координатор на Младиот Црвениот крст. Исто така можам да кажам дека сум и културен медијатор. Имам некои други ангажмани во Црвениот крст, но првично сум координатор на млади. И натака во протамошното интервју ќе ви спомнам нешто повеќе за околу мојата работа во Црвениот крст. Да, ќе се запознаеме сега кои со нешто повеќе околу сега. За почеток би сакала да те прашам, како почна, како влезе во Црвен крст, кои се твоите почетоци? Моите почетоци се одамна, на моја 16 годишна возраст, јас започнав во Црвениот крст. Тука првичен мотиватор, да кажем, беше мојата сестра, која што таа претходно започна и мотивираше јас да продолжам по низните стапки. Започнав јас претходно бив во други организации, но некако најмногу се пронадов во Црвениот крст и сватив дека тоа не е само волонтирање, туку е стекнување на многу вредности и понатамошни искуства и така и остана, веќе долги години сум дел од Црвениот крст и сега сум дури вработена во Црвениот крст. Дали во некој момент ти било страв да речеме да почнеш да поидеш на некој состанок или си било од секогаш отворена кон такви активности? Не, од секогаш не бев јас личност која што преземаше предизвици и такви активности, но баш поради тоа јас сакам да се вклучувам во вакви организации каде што можам да го дадам својот максимум и да допринесам што подобро и за организацијата, но и за себе. Значи на еден начин представуваш излегување од твојата комфорт зона? Да, точно. Тоа е и затоа тоа е еден предлог на младите кои што чувствуваат баш како мене, која што чувствував тогаш, дека се може да се промени и се може да биде подобро ако ние се трудиме и даваме максимум во нешто да биде подобро. Кој сметаш дека беше најголемиот услов за да можеш да се опуштиш во Црвен крст? Дали дружбата или самото искуство со помагање луѓе, самите активности? Најпрво морам да кажам дека самиот тим кој што беше тогаш во Црвен крст ми даде така некоја мотивација дека јас можам да бидам дел и така многу ме примија многу топло и имав добра люди, да кажам. Но исто така и порадавашните и волонтери кои што беа од Црвениот крст и самите активности кои што ние ги правевме во Црвениот крст допринесоа јас што стекот на времето што повеќе да се опуштам и да станам личност која што сум денес. Вака ни кажуваш за некои убави искуства, сигурно сум дека имало нешто интересно, можеш да ни споделиш. И исто би била заинтересирана да слушнам дали имало некои потешкоти и некои моменти кога си помислила можеби да се откажеш или било многу тешко да се снајдеш во волонтерското искуство? Во волонтерското искуство никогаш немало негативни или така потешкоти со кои што јас сум се справила. Секогаш има предизвици кои што знаеме нивност некои потешкоти, треба да се вклучи некоја поголема организација, емпатијата кон некои луѓе и самата личност како што сум јас малку почувствителна, ми донеле некои така малку потешки моменти, но јас мислам дека баш тие предизвици, токму тие предизвици мене ме направиле да сум помотивирана, да продолжам да работам и да им помагам колку што можам повеќе да сте кои што ми е потребно. Значи сметаш дека мора да има и некои потешкоти за да се дојде до некој одреден степен. Така, мислам дека без нив нема да е толку успешна целава приказна. Како дојде од обичен волонтер до координатор на млади? Дали имаше некоја функција претходно што и претходеше на оваа, да речеме, поголема функција на координатор? Така, јас како координатор дојдов како редоследно. Значи прво бев волонтер, потоа имав една така пауза пропратна каде што на факултет, заврши факултет, потоа пак се вратив назад во Струга. Потоа имав некои така мали ангажмани, но се тоа беше така еден мал дел од волонтерството во Црвен крст. И потоа излезе функцијата координатор на млади, која што претходно како што знаете вие дека не беше функција, туку беше сите вработени ги организира младите.
И потоа јас бев контактирана од секретарот на Црвен крст, во кој што сега моментално сакам и да се заблагодарам и да кажам дека таа навистина знае да одреди точно луѓе кои што треба да стоят зад функцијата која што треба да ја одбрана, да речем. Таа знаеше дека јас можам да го направам тоа и ме контактираше. Првично имав така мала доза на страв дали јас би можела да справам со младите, бидејќи тоа ми беше некоја прва функција каде што јас работам со млади, сум како координатор на млади и слично, но потоа верував дека можам и со таков тим каде што видов дека работи во Црвен крст, знаев дека ми излезат во прешта, во помош и знаев дека ќе успеам, така да еве 3 години сум на оваа функција и за сега навистина предобро ми се. Дали си мислела некогаш дека ќе работи со млади, дали си имала некоја желба предходно пред тоа или некако ненадејно ти излезе нешто вакво? Со оглед тоа што јас сум економски факултет во смер маркетинг и нешто многу поразлично од сето ова. Иако секако има многу моменти каде што се вклучени и тие моменти не правиме и нешто маркетинг, социјално медиуми и слично, но со млади како конкретно со нив никогаш не сум мислела дека би работела. Затоа беше голем предизвик за мене и тоа беше мојот страв како јас би се вклучила во сето ова, бидејќи знаеме дека младите колку и имаат енергија, но тие се и лица кои што мислам кои што се чувствителни, со кои што треба посебен пристап, да се пристапи нели со секој на различен начин и да бидеме многу внимателни во самиот однос со нив. Сметам дека добро следува оваа улога и дека да сега добро оди. Кои биле некои вака препреки, нели ни кажа дека има доста работи на кои што треба да се внимава, па сигурно имало некои моменти каде што настанал некој проблем и како се решаваат тие проблеми? Проблем, некој конкретен проблем, некој голем проблем за сега немаме имено со младите. Но како што кажав, тие се така чувствителни личности кои што треба, секој си има свој став, своје мислење, во тие години каде што некои се побунтовни, повлечени, каде што треба да се разговара, се пристапи така малку по конкретно со секој од еден од нив, а не се малку. И наследам со сите да бидам на исто ниво, сите да бидам еднаква и така имало некои мали несогласувања помеѓу себе или не знам некои така помали проблеми, но секогаш сме ги решавали на најдобар начин и да сега нема некој поголем проблем. Што по-конкретно е работата на еден координатор на млади? Така, значи работата на координатор на млади е координирање на самите млади. Значи да се координираат, да се организираат, да се советуваат, но јас ова функција не јас само како координатор, значи јас сум и да кажам и пред нив и зад нив. Значи, не сум само пример во делот на документација, во делот на мојата одговорност е сега многу поголема за разлика од кога бев волонтер, пошто јас треба испрема секретарот во Црвен крст да имам нели одговорност и испрема работа НДС, но јас сакам и во страната каде што тие ги одржуваат овие организации сум вклучена. Значи, јас сум секогаш со нив и во сте настани во кои што тие се вклучени ги организираат, дали им треба помош околу организирање, дали им треба помош околу самите настани во момент кога тие се организираат. Јас сум секогаш тука и секогаш им сум на располагање. Всушност, еден координатор е како некое поврзување помеѓу луѓето нели што се работени во Црвен крст и луѓето кои што волонтираат. Дали сметаш дека тоа беше лесно да се воспостави со оглед на тоа што ете и претходно си била волонтер, можеби си работела со истите луѓе како волонтер што биле вработени? Вака, јас сметам дека вработените се оние кои што се еден најважен момент во целото работење на општинска организација. Нашите општински организации во глобала ги имаат истите активности, но многу е важно да се каже дека самите вработени кои што се во една организација ги прават работите да се успешни. А доколку тие се организирани, доколку тие работат меѓу себе, доколку тие се помагаат меѓу себе, мислам дека тоа е го прави она да биде една организација најуспешна. Па така да можам да кажам дека со самата ни помош, кој што навистина ми злега през јас кога почнав, тие веќе беа долги години во организацијата,
Јас бев така понова, иако бев волонтер преходно не бев на таа функција да работам таму. Тие навистина ме излегува во пресвет и без нив немаше да бидам ова сега моментално што сум, така да и нив големо благодарам. Но можам да кажам дека и работата со волонтерите и работата со самите вработени е и тежок дел, но исто така многу лесен дел и тоа е она што ни помага да успееме. Дали на почетокот кога те запознаа со функцијата и ти ја препорача, знаеше што точно треба да работиш или постоја некои работи кои што ги откриваше попатно? Да, Црвен крст е така една обемна организација во која што не е вклучена само една активност, па само таа да е вклучена. Туку ние ако сме дел од Црвен крст, ние правиме се што е во наша можност и што ние можеме да помогнеме да биде што подобра таа сама организација. Кога секретарот ми кажа кои се моите функции со која е мојата функција како координатор на млади, јас ја прифатив и започнав како така, но секако и до ден денес си мислам дека и од сега секогаш излегуваат нови можности, нови работни задачи, не само со млади, туку општо и со секој дел од Црвениот крст, бидејќи знаеме дека Црвениот крст има многу големи области и е многу голем како организација, како активности кои што се прават од Црвениот крст, па така да можам да кажам дека и ден денес јас сум отворена за нови активности кои што би ги направила од Црвен крст, доколку јас сум можела да направам тоа. Дали тоа ти е еден, да речеме така, предизвик или можеби страв, или пак сепак ти е мотивација дека може да излезе нешто ново, дека може плюс да се помогне секој ден со твојата работа? Токму така. Најпрво заради помошта на други луѓе, тоа е еден огромен предизвик што јас и започнав и уште одам во Црвениот крст, но исто така и мој личен развој во самиот Црвен крст беше огромен. Со работа на проекти, со како национални, така и светски проекти, со запознавање на многу квалитетни и успешни луѓе со кои што сум се запознала, различни етнички групи. Нови искуства, тоа е некако предизвик кој што ме тера што повеќе да истражувам, да создавам и да правам нешто повеќе во Црвениот крст. Баш ми е мило да слушам вака позитивни работи и ми спомна дека ете си благодарна и на Црвен крст Струга за таа дадена можност. Дали сметаш дека твојата работа би била поинаква доколку работиш во некоја друга општинска организација, дека би било сето тоа различно или сметаш дека се обврските поготово исти скоро секаде? Не, јас сметам дека секоја општинска организација има некако подруга мисија, визија и цел која што цели. Јас и претходно кажав дека сум била во други организации кои што сум работела, но некако најмногу се пронадов во Црвен крст, бидејќи сметам дека духот на Црвен крст таков што мене ми дозволува јас и да се развивам и на лично ниво, но исто така и да помагам и самата мисија на Црвен крст и принципите кои што многу добро ни се познати нас, сметам дека најмногу ми припаѓаат тука и најмногу се гледам како во оваа организација. Не спомна претходно дека кога си била на факултет си направила мала пауза со Црвен крст Струга. Дали беше лесно да се вратиш после со нека нова функција, да се вратиш пак да помагаш во истата организација, можда многу работи се смениле? Така. Мислам дека можеби јас направив пауза со Црвен крст, но тој никогаш не направил пауза и мислам дека никој пат нема да се може да јас натака имам друга функција, можеби нема да сум како вработена, но мислам дека од Црвен крст никогаш нема да не биде дел од мене. И сметам дека секогаш ќе бидам и ќе помагам, иако нема да сум активен вработен во Црвен крст, така да. Дали тоа значи дека и во периодот кога беше на факултет, беше кога ќе се вратеше тука, кога ќе беше слободна, можеше да помогнеш, да се вклучиш во некоја акција? Секако. Јас и таму, нели, како што знаеме дека уште општински организации има Црвен крст, па и на факултет каде што јас бев во друг град и таму имав некои активности мали каде што помагав и пробав да се вклучам. Иако бев нормално, знаеме дека на факултет повеќе ангажмани имаме, се целиме кон други нели работи, но и тогаш јас бев вклучена во Црвениот крст, така да
Значи на еден начин Црвен крст ти е како дома, Да, да. одиш се враќаш, ама секогаш И тоа ми е е целта тука. да им го пренесам на моите волонтери, дека Црвен крст не е нешто што мора да се прави или нешто што даде, например, активност која што мора да биде, таа е таа. Значи, јас ги советувам моите волонтери дека тие може да додат во Црвен крст кога сакаат, може да гледаат филмчи, дека активности кои што се навистина посериозни, но некои активности кои што се само за себе и за нивен лична сатисфакција или не знам задоволство. Така да Црвен крст го гледам како нешто што баш како дома. Да се чувствуваш слободен и среќен и испознат во секој смисла. Токму така, дефинитивно во Црвен крст има можност за најразлични активности, не само за нешто сериозно, не секогаш ќе помагаме на други, некогаш сами си помагаме. Па така тука можам да похвалам многу вас како Црвен крст дека навистина вие сте со вашите активности голем пример давате на други општински организации како ние треба да одиме и да организираме, да правиме и волонтерите да се инспиративни, да се уникатни со своите активности и да создаваат и да створат што подобро општество и што подобро општество. Баш ми е мило, се трудиме секако да ги слушнеме и волонтерите, не секогаш нели секој е спремен или во можност само да помага и да доаѓа на некои едукативни активности, некогаш нормално мора време за себе, време за друштво и мислам дека е возможен баланс за сето тоа. Дефинитивно можеме да поставиме некаков пример и се надевам дека сите волонтери ќе се чувствуваат слободно било каде да си ги кажат своите идеи за да може да си поминуваат најдобро што можат секако. Дали до сега секако како координатор на млади си учествувала во организација на некоја активност, што така те оставила посебен впечаток, што конкретно си требала да направиш, дали правиш се сама, им оставаш нешто на самите волонтери, нешто нормално помош од стручната служба? Така, проектите во Црвен крст и активностите се огромни, како што знаеме имам нели традиционални активности кои што ги организираме во секоја година на издатум слично, како што Ден на солидарноста и така многу други активности. Но исто така имаме и активности кои што ние сами ги смислуваме, ги организираме, некои уникатни, за да можеме некој да влијаме што подобро на самото општество. Во блиска едина ние имаме некои така планови кои што ги организираме со нашите волонтери, кои што сметаме дека би направиле некој нов момент во нашиот клуб на млади, кон тоа сега стремиме моментално. Но некоја активност која што мене ми оставила во минатото е, можам да издвојам можеби организација на дела на млади. Тоа е активност која што се случува секоја година, но ова година некако нашите волонтери се издвоја во тој дел, бидејќи навистина беа 100% вклучени во организација на целата активност. Јас бев тука, моите вработени, моите колеги беа исто така тука, но тие навистина самите призадоја 100% активација во оваа организација и навистина крајниот резултат беше прекрасен и бев навистина горда на нив. Бев тука јас на располагање за се што им треба, со комуникација со други луѓе, спонзори и слично. Но тие и без нив сигурно немаше да биде тоа што навистина го направија и пак ќе кажам бев многу горда и на нивниот успех. Значи, за да имаме еден успешен координатор на млади, мораме да имаме и успешни волонтери кои што ќе се заангажираат. Да, секако. И сметам дека некако во Црвен крст секогаш ми влегуваат идат волонтери кои што навистина имаат секогаш некој квалитет во себе и јас се трудам тој квалитет да го задржат и да ги мотивирам да се уште подобри и поуспешни и да се стремат за многу квалитетна иднина и да станат многу поуспешни луѓе. Тоа ми е некоја целта со која што се стремам јас. Тоа е всушност и супер моќта нели на еден координатор да се извлече најдоброто од младите, дури некогаш и ако самите не се свесни дека тоа е една нивна добра карактеристика. Меѓу сите овие настани кои што не ги спомна дека се организираат, некои нели само иницијативни можеби од клуб на млади Струга, некои и календарски активности, која мислиш дека е најпредизвикувачка активност за организирање, што е најдолго или најтешка некако, најмногу требаат ресурси да се организира? Многу се активности, има така многу за издвојување, но јас би рекла дека кога треба да се помогне на еден кој што навистина потребна нашата помош, ние се вклучуваме 100%. И сакаме да
Значи, се случуваме 100% и сакаме да допринесеме со наша помош да се оствари еден сон, дали било тоа, пример, помош за парична помош за некој човек или слично, сме имали многу такви активности во претходното искуство. И мислам дека тука некако имаме најголема одговорност, бидејќи сакаме навистина да помогнеме и сакаме навистина да биде успешна таа активност која што ја правиме. И мислам дека ставаме 100% тука. До сега сме имали навистина така успешни и парична помош собрана за некој пример неколку такви активности. Мислам дека таа ви изгледа како нешто што навистина ни дава и мотив, но и така некој страв дали ќе успееме во тоа. Така да тоа би го извојила. Ево, тоа е многу убава страна на Црвен крст, моментот каде што треба да се вложиме не само за да се помогнеме себе си или нешто што директно нас не влијае, туку баш на некој друг да му го промениме животот. Колку поразлично се доживуваат настаните кога си координатор на млади, отколку кога си волонтер, кој што може би учествува во организација или може би само присуствува на настан? Искрено, не е многу голема разликата, бидејќи емоциите и енергијата со која што јас го работам е иста. Бидејќи јас не сум само, како што кажав, од страна како вработен, туку јас сум секој пат вклучена и во самата организација, во сите активности кои што ги предизвикуваат тие, во се што тие прават, јас сум вклучена, така да сметам дека јас сум и во тој дел со нив, но и во делот со документацијата и сте тие работи. Така да мислам дека нема голема разлика како волонтер и како вработен од моја гледна точка, од моја страна. Дали имаш некој стрес, може би за некој настан, дали ќе успешен сега како координатор што си го немала предходно како волонтер? Од таа страна да, бидејќи одговорноста е сега како голема, бидејќи јас имам одговорност сега и како нив како вработен, се грижам за се да е во најсовршено, светло, да нема никакви проблеми и се тоа да, од таа страна имам поголема одговорност, но од страната на волонтерите, од страната на тоа како доживувам тоа е исто. Мило ми е што тоа го слушам, убаво е да се знае дека ете и покрај тоа што нели е работна обврска, сепак се доживува баш со онаа љубов иста како кога е сосема волонтерски, нели од срце. Мислам дека тоа го прави тоа да сме поуспешни и да допринесеме многу повеќе од тоа што можеме за да успееме. Дефинитивно се согласувам со тоа. Дали некогаш си имала можност за соработка со Црвен крст Охрид, како одел тоа, како била организацијата, како поминал настанот? Да, пред некоја година имавме соработка со Црвен крст Охрид, имавме работилница, бидејќи кој што кажав, јас сум имам завршен маркетинг и тука сакавме да направиме една работилница за промоција на социјални медиуми за волонтерите кои што се заинтересирани да научат нешто повеќе околу промоцијата, бидејќи тоа јас сметам дека е многу важен дел и во промоцијата на Црвен крст, бидејќи само тоа ние ги промовираме нашите активности. Јас сум тука така сега во моментално сакам што повеќе да се работи околу тоа, за да може ни на некој подобар и полесен начин да ги презентираме сите наши активности кои што ние ги правиме, да ги презентираме за што поголем дел и што поголем број на луѓе да не видат и да видат ние што точно се занимаваме, што точно работиме. Така да, тоа беше на работилница која што направивме, наистина беше многу успешна и многу сум задоволна и многу сум благодарна на Црвен крст што сакаше и беше дел од соработката. И се надевам дека и во иднина ќе имаме многу повеќе вакви работилници и обуки и ќе ги правиме заедно. Да, дефинитивно, еве сега снимаме заеднички подкаст, имаме некои нели работи кои што можат да не спојат, како ете поблиски да речам општински организации. Спомна дека промоцијата е многу важна, со тоа дефинитивно би се согласил секој човек во Црвен крст. Важно е да знаат сите мисијата и што повеќе луѓе да се запознаени. Каков е одзивот конкретно во вашата општинска организација? Дали сметаш дека младите се заинтересирани и запознаени со Црвен крст? Вака јас можам да кажам дека јас пред да започнам со работење во Црвениот крст имаше волонтери нормално и секогаш имал волонтери во Црвен крст, но кога започнав јас моето работење во Црвен крст и до сега бројот на волонтерите е над 100 волонтери, каде што тоа е стварно импресивна бројка и јас сум многу задоволна и со сигурност можам да кажам дека стеме на уште поголема бројка од и тоа од различни заедници и различни групи, така да можам да кажам дека
се стремам значи, што подобро да им го представам Црвениот крст, да им додавам се околу Црвениот крст. Што е Црвениот крст? Дека Црвениот крст не е само дел каде што ние помагаме на луѓето, туку се многу повеќе активности кои што можат да се вклучат и да уживаат и да се граат себе си како личности квалитетни и да имаат многу успешна иднина натака. Дефинитивно, нели, мисијата на Црвен крст е да се открие што се можат да придобијат понатаму волонтерите. Што тие ве придоби директно од Црвен крст? Како мислиш дека се промени како личност, дали нешто се подобри, некои твои вештини во однос на нели карактерот, на некои организацијски, комуникацијски вештини, откако ете стана волонтер, сега координатор? Да, сега како што првично кажав, јас бев многу по-различен од тоа што сум денес, личниот развој на вистина мислам се промени. Јас, како што кажав, со различните проекти, со сето тоа што бев вклучена околу Црвениот крст, навистина ми донесе да го подобрам личен развој, но исто така и моите организацијски вештини, моето тимско работење со различни со вработените, со различни тимови, со самите волонтери, со соработка со други организации, ми направи личност која што навистина можам да кажам дека сега сум многу подобра во тие вештини од што бев претходно, така да. Ова е нешто кое што го прашувам обично секој. Би сакала прво да ни кажеш дали сметаше некогаш дека ќе дојдеш до овде и откако веќе нели си тука, си координатор на млади, да посакаш една порака за секој што би сакал да се вклучи. Ташка можеш да погледнеш секако во камерата и директно на нашите гледачи да им кажеш една порака за секако целото ова волонтерско искуство. Јас би порачала дека секој еден кој што сака да биде дел од Црвен крст, нашите врати секој се отворени за сите, така да секој гест на добрина, со секоја подадена рака и со секоја успешна приказна која што ние стваруваме во Црвен крст, ние го менуваме сето околу нас, така да сметам дека секој еден кој што има барем малку сака да види што се случува во Црвен крст, може да ни се обрати, ние секој сме тука и секој сме спремни за нови приказни и нови волонтери. Многу добро кажано. Многу ми е мило што денес имавме шанса да поразговараме заедно, да дознаеме и ние и гледачите секако нешто повеќе за координатори на млади, за која е нивната функција. Вас гледачи ви благодарам уште еднаш што бевте тука и се гледаме во наредната епизода на овој подкаст.